Вечерва продолжуваме со пораките за 21 век. Веќе во минатите петоци имавме повеќе предавања. Минатиот петок, всушност, да ве подсетам само, зборувавме за одморот, благословен одмор од Господи. Рековме дека Бог рекол 6 дена работи, а 7-миот одморај, а тоа е саботата. Вечера ќе одеме еден чекор понатаму и пред нас е нов предизвик, тема никогаш сам. Да бидеме одговорни за своите постапки. Ајде да видиме што сака Бог да ни каже преку ова размислување, кога и каде ние треба да бидеме одговорни во нашиот живот и зошто треба да бидеме одговорни. Всушност, еве го текстот на почетокот кој Бог ни го порачува, вели во Евреите 13 глава 5 стих, зашто тој рече: никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Интересно, во грчкиот превод, ако го читаме овој текст од Евреите 13 глава, 5 стих, вели: никогаш нема да те напуштам, односно да те оставам. Никогаш. Кога Бог ќе каже никогаш, тоа значи постојано, тоа е поред нас и со нас, без разлика каде да се најдеме. Со други зборови, во грчкиот корен на овој превод вели: немој да помислуваш дека си сам. Бог е постојано со нас. И во Стариот Завет имаме една изјава кај што вели, мислам дека беше пророк Исаја, да се качиш на најголемата звезда или да се симниш долу во најдлабоката јама и таму ќе те видам, односно ќе те пронедам. Од Бога ние не можеме, почитувани, да бегаме. Ние знаме за една случка, за еден човек по име Јона, кој покушал да бега од Бога. И каде го нашол Бог? Доле во подрумот, да кажеме, доле во дното на големиот брод. И таму Господ го пронашол и предизвикал бура да го пронедат луѓето и го фрлиле во морето и таа голема риба го проголтала. Од Бога не може да побегнеме. Односно, Бог ветува дека постојано тој ќе биде со нас. Никогаш нема да те оставам. Вече ние ќе зборуваме за една многу важна и озбилна тема. А тоа е судот. За судот. Не знам дали сте били некојаш на суд. Може би сте били како сведок, може би сте били поканети, или пак сте нешто скривиле и сте морале да отидете на суд. Но за тоа малце подолу. Замислите да сте поканети на некоја вечера во некој град, дали во Кавадарци, во Скопје, со ваши пријатели. Убава храна или вечера, убав јеловник има ресторанот и на крајот вие си заминувате. А доаѓа келнерот и ви носи една хартија, фискална сметка, така? И вие велите, па треба да си заминеме сега. А келнерот што вели? Треба да платите. Треба да бидеме одговорни секој за своите постапки. Ако некој отиде во ресторант, например, и добро се најаде, или се навечера, и замине без да ја плати сметката, дали тој човек е одговорен за своите постапки? Не се. Значи, ние мора да бидеме секојаш одговорни за нашите постапки. Токму, ние вечера ќе зборуваме за тие наши постапки. Дали понекогаш сме го прекршиле граѓанскиот закон? Еве, например, ние возачите. Се случува да заминеме на жолто или да не застанеме тамо кај што треба и кој тогаш не сопира? Полиција. Дали се радувате кога полицијата ќе ве запре на пат? Ако сте исправни, во ред. Меѓутоа, ако немате, например, синџири кога е зимно време, или некоја силица не ви работи, или вашите сопиречки не се во ред, или од опремата немате, тогаш едноставно срцето почнува да малце брзано да чука, бидејќи едноставно се чувствувате како виновен. И тогаш, ако сте виновен, полицијата каде ве праќа? На суд. Едноставно ве праќа на суд, за тоа треба и да се одговара. Меѓутоа, еден човек по име Луис Низер кажал следново: кога човек треба да оди на суд, како се чувствува? Психолозите што напишале. На самото утро на судењето приметливи се физички знаци на неподнослив страв. Може би не сте виновен, може би сте во право, но еве, вие како странка сте поканети да отидете на суд. Јас сум имал прилика да бидам на суд повеќе пати. Не затоа што сум скривал, него сум застапувал некои права, да кажеме.
И едноставно не е пријатно да се биде на суд. Тука е судија, поротници, обвинители, бранители и ти како странка. Воопшто не е пријатно. И ова што е напишано, што ќе го прочитаме сега до крај, навистина е точно. Еве што вели. Рацете се лепат, значи се потат, челото се поти, образите се зацрвенети или болно бледи, очите црвени, гласот задебелен, прекомерно прозевање и често одење во тоалет. Што тоа предизвикува? Тоа го предизвикува стресот кој внатре човекот го доживува, кој ќе се најде само во просторијата на судот. Реков, не сте обвинет или не сте виновен. Се уште пресудата не е кажена, но едноставно телото тоа го покажува. Телото реагира врз самиот амбиент во кој се наоѓате, бидејќи самиот збор суд веќе предизвикува кај тебе, кај мене едноставно непријатности, бидејќи се наоѓаме токму во тој суд. Така да може да кажеме, почитувани, ние вечно ќе зборуваме за еден друг суд, небесен суд, кај што навистина не треба да се плашиме. И на овој земен суд не сакаме да одиме. Може би некој доживел непријатности, може би судите се подплатени, ги има и такви на ова земја. Се подплатуваат судиите, црното го прават бело или обратно, меѓутоа сепак ние ќе зборуваме за еден сосема друг суд. Може да кажеме дека на ова земја постојат интересни работи, почитувани. Постои така наречена Гинисова книга, или само да после ќе отидеме на тој текст да го прочитаме. Зошто го спомнам Гинис? Бидејќи, вие знаете, постои една институција во светот каде што се бележат рекордите на разни настани кои се случили во животот. Дали некој може да изеде, например, многу сендвичи и тогаш се запишува тој рекорд во таа книга, или некои настани кои се ретки се запишуваат во Гинисовата книга. Но зошто се запишуваат тие работи во Гинисовата книга? За да не се заборава, така? За да не се заборават. Ние вечера ќе отидеме малце горе, ќе се качеме на небото врз основа на библиските извештаи и да видиме што е тоа што ќе се случува во скорешна иднина, односно што се случува горе на небото. Одиме во книгата на пророк Даниел, во 7 глава, и вели: гледав, престолите беа поставени и прадревниот седна. Кој е тој прадревниот? Се мисли на таткото, на отецот. Облеката му беше како снег, влакната на косата како чиста волна, а неговиот престол како огнени пламења и косата како вжарен оган. Огнена река течеше, извираше пред него. 1000 му служија, 10.000 по 10.000 стоја пред него. Судот седна, книжите свитоци се одвиваа или се отворија. Интересно, Данило гледа една слика, едно видение. Го гледа тој небесен суд. И таму се одвива еден процес. Таму гледа илјадници ангели или присутни кои стојат пред судот. Тука е прадревниот. Се мисли на Бог, Отецот. И ние подоцна ќе читаме дека Исус ќе биде таму присутен. И се случува една гледка, гледа Данило. Судот заседава. И еве го следниот текст. Односно, следните мисли што сакам да ги поделам. На небото, почитувани, се чуваат записи. Се чуваат записи за секој од нас. Зошто му се на Бога потребни тие записи или тие книги? Бидејќи вели, судот седна и книгите се отворија. Како денеска, кога одиме на суд, се отварат книги, белешки и така натаму врз основа на што се суди или се донесува пресуда. Кога денес Данило би го пишувал овој извештај, може би опишал полици дека видел, полни со дискови, USB, видео, микрофилмови и така натаму. Едноставно, неизбежен е фактот дека Бог на небото чува записи за секого од нас. Така да, никој од нас не ќе има изговор да каже: не, тоа не е моје дело, или тие работи јас не сум ги направил. Се педантно е забележено. Затоа го спомнавме пред малце и ова слика дадовме Гинисов рекорд, кај што се забележуваат сите важни настани. Па и ние чуваме албуми. Имате ли албуми од вашите деца?
Ili od vas samите koga ste bili mali, mladi i така натаму. Zašto se potrebni tije dokumenti? За да се подсетиме, zašto se zaborava. Znači dokument od ova zgrada, imuten list ili planovi pri izgradbati i така натаму. Znači nije čuvame medicinski zapisi, akademski, sportski, muzički, sudski, finansijski dokumenti i така натаму. Ako sakate da izvadite свидетелство od prvo odelenje koga ste bili, ke отидете во вашето училище или тамо кај што се чуват тие записи и ке ви дават препис на она што е запишено во тие книги или извод од родените. Значи се чуват, сте ги видели тие книги колку се стари? Дори изветвени од стално, постојано вртење, тамо тие службеници и тоа го припишуват и тогаш вие добивате документ кога сте родени. Се чуват тие записи, матични книги. Значи тоа се чува доживотно што се вели. Така да, кај Бога почитувани нема тајни. Зато не треба да бидеме изненадени зошто Бог ги чува тие записи горе на небото, бидејќи ние сме слични нему. И ние исто така ги чуваме тие записи, наши записи кои ни се потребни овде нова земја, нова планета. Кога е во прашање небесните книги, навистина тоа е точно и верно. Бидејќи Бог со тие книги сака нас да не оправда. Не да се оправда себе, но ако ние живееме во оваа земја еден чесен живот, тогаш сатаната не ќе може да го обвинува Бога. Зашто денеска Бог е обвинет од страна на сатаната. И ние ќе видиме на тој суд дека сатаната го обвинува. Зошто Бог ги чува тие записи? Дали има некоја корист? Некој пресметал дека на земјата од почетокот на светот живеело околу 6 билиони луѓе. Ние знаеме дека сега има 7,5 милиарди луѓе. Колку имало предходно, никој не знае точно, но сепак има некои предпоставки. Така да Бог се педантно бележи и знае. И денеска Бог се грижи, како овде што вели текстот во Матеј 10 глава, не се продават ли 2 врапчиња за денари, па ниедно од нив не паѓа на земјата без волјата на вашиот татко. Вам ви се изброени дури влакната на главата. Очигледно, почитувани, Бог се знае. Дали знаеме колку има врапци во Кавадарци или во Македонија? Дали некој знае? А Бог знае. Бог знае, вели. Бог води сметка и за врапчињата. Овде имаме една слика, гледате ова слика, фотографија овде. Човек каква има коса. Интересно, кога ќе видите некоја таква коса, се воодушевуваме. Фантастична коса. Како ја одржава тој човек? Меѓутоа, очигледно Бог ги знае, вели, влакната на главата на тој човек, па и на нашата глава. Иако може понекојаш ние сме и челави, косата не опаѓа, но како да е, ова една слика преку која Исус или Бог сака да ни каже дека Бог се грижи за нас и кај Бога е се отворено и чисто. Меѓутоа, понатаму Бог ни дава уште една порака, почитување. Кога велиме дека Бог се знае, тогаш навистина тоа е така. Ако се Бог грижи за тие мали созданија, за врапчињата, кои никој од нас не води сметка, сепак Господ знае се што се случува во твојот и во мојот живот. Ги знае нашите маки, нашите неуспеси, нашите копнежи, нашите гревови, нашите победи. Секако дека тој знае се. Зашто тој е Бог, тој создател на се она што гледаме и она што не го гледаме. Бог знаел дека во еден миг човекот ќе дојде во таква ситуација, дури да ги заборави своите родени. Еве го текстот со кој Бог сака да покаже дека ќе дојде ден, дека некои мајки, на жалост, ќе се откажат дури од своите деца. Може ли жена да го заборави своето доенче? Може ли? Може, на жалост. Да не се смилува на челото на својата утроба. Па кога некој би заборавила, јас нема да те заборавам тебе. Наистина, на ова земја се случуват и такви работи. Ако одите во обител, има дом за доенчиња, деца кои останале без родители, или ги оставиле нивните мајки во болница. Сум прочитал некаде во Европа, например, деца се оставени на аеродром, па дури во авион. Излегле родителите, го оставиле намерно детето, само да се ослободат од него.
Има и такви, на железничка станица, на автобуска станица, поред некои згради, поред некои други установи и така натамо. Сепак, наистина, Бог тоа го знаел, почитувани, и затоа овој текст е запишан. Може ли? Да, нажалост се случува во нашата грешна природа и тоа да се случи. Но Господ вели дека тој едноставно води сметка за сите нас. Ево уште еден текст. На дланките сум те врежал. Никош нема да ја заборавам љубовта која ме водила да ги примам на своите дланки белезите за тебе. Како не Бог врежал, Исус не врежал на своите дланки. Па кога висеше на крстот, кога тие шајки беа ударени во неговите раце, и затоа Исус вели, никогаш нема да ја заборавам љубовта која ме водила да ги примам на своите дланки белезите за тебе. И затоа портретот на крстот се наоѓа во центарот на Стариот Завет. Интересно, колко е болно ако некој се боцне со игла, а камоли да те вреже некој име да се запише на твоето тело. Всушност, Исус тоа го направил, почитувани, за нас. Белезите од чајките никогаш нема да ми дозволи да те заборавам. Тоа е мисла Исусова. Исус вели и ни порачува вечера на сите нас, дека шајките никогаш нема да ги заборави кои беа прободени во неговото тело. Мери Стивенсон, тоа е една господја, една жена која толку се разболела кога незиниот вереник ја напуште. Биле верени и тој ја напуштил, ја оставил. Тогаш таа ја искусила човечката љубов, дека е лажлива понекогаш. Но на тој начин, во друг смисол, таа ја искусила љубовта Божја. Вели во овој пример, најпрво, длабоко паднала во депресија и била ожалостена што не можел да го види Бога покрај себе, кога и било најтешко, кога нејзиниот вереник ја напуштил. Но подосна таа стекнала прекрасно искуство со Бога. И таа напишала на прекрасна песна. Значи овде се тие строфи, не се сега гледат, на англиски се, меѓутоа напишала една прекрасна песна. Значи Мери Стивенсон. И што таа напишала? Еве дел од песната. Вели, одев со Господа и било е добро да се оди со Него. Кога би се осврнела назад, приметував две стапалки во мојот живот. Ги испитав тие стапалки. Отеднаш, вели, срцето ми потона. Бидејќи во најголемите неволи во животот можев да видам само еден вид стапалки. Затоа повикав кон Господа: Господе, зар ме оставаше во најголемите, најтешките животни неволи? А Господ, вели, потом ме прегрна и ми рече: драга моја Мери, кога поминуваше преку најголемите неволи, никогаш јас не те напуштав. Бев секогаш поред тебе. Кога ги приметуваш само еден пар стапалки, знај дека тогаш тие беа мои. Јас те носев во моите преградки. Наистина, браќи и сестри, тоа важи за нас денес. Кога ни е најтешко и кога мислиме дека сме осамени, кога позади себе само гледаме еден пар стапалки, тоа не се нашите, него тоа се Божите. Тоа се Исусовите. Тој тогаш не држи во неговите преградки, во неговите раце. Кога ни е најпотребно, Бог не свртува грб како некој пријател наш или некој наш роднина. Кога ни е најтешко, можеби, тогаш многу луѓе бегаат, зашто треба да помогнат, а не сакат. Но Бог не е таков. Бог е постојано со нас. Никогаш не сме сами. И на тој небесен суд подосна ќе видиме дека нема да бидеме сами. И затоа, вели текстот, судот заседаваше, книгите се отворија. Зошто книгите се отварат на небесниот суд? Тешко да замислиме дека Бог, кој не познава, има проблеми да ги запамте сите податоци кои се собрали во текот на животот во записникот. Ние како луѓе забораваме. Бог се знае, но сепак документите му се потребни. Тука, вели, книгите се отворија и записниците, зашто Бог не е неправеден па да ги заборави вашето дело и љубовта што ја покажавте кон неговото име. Откад кој им послуживте
им служите на светите. Да, Бог е праведен и тој на тој небесен суд ќе суди според законот и правилата. Господ вели, јас сам ги бришам твоите престапи поради себе и гревовите твои не ги спомнувам. Значи на тој небесен суд, ако човекот биде покаен и ако подолу е подвлечена црвена линија, кај што Бог вели му ги простувам гревовите, тогаш Бог вели текстот ги брише нашите гревови и ги фрла во длабините морски. И затоа, браќи и сестри, судот не треба да биде за нас страв, туку време кога ние ќе ја добиеме заслужената награда, не казна, туку награда. И затоа денеска е време кога ние треба да се преиспитаме и да дојдеме пред Господа. Текстот вели во Езекија, ако му речем на безбожникот, ќе умреш, а тој се одврати од својот грев и почна да се одврати од својот грев и почна да прави по законот и правдата, го враќа залогот, го плаќа ограбеното, не правејќи беззаконија, ќе живее, нема да умре. И сите гревови што ги имаше направено ќе му бидат заборавени, работи според законот и правдата, и текстот вели ќе живееш. Очигледно, ова е многу важно. Бог нема да ги користи гревовите што сме ги сториле и во тие записници против нас. Тоа ќе го прави ѓаволот. Но ако сме се покаяле, Исус ги превзема тие гревови на себе и ги фрла вели во длабините морски, ги опростува, зашто ние сме се покаяле пред Бога. Така да, бидејќи Бог ја бележи секоја наша солза, Бог ја бележи секоја наша победа, како што врапчето го гледа на гранката, тој ги гледа сите наши потреби, но ние треба да бидеме сепак одговорни за својот живот. Бог се на се сеќава. Значи, Бог се на се сеќава. Секоја наша солза која била пролеена ради Него, ако сме били исмејувани, прогонувани, Бог ја забележал. Значи, секој грев, секој дело на милосрдие, се оно што сме го направиле, Бог го бележи. На кого му се потребни уште тие информации? Еве што вели Данило. Огнена река течеше, извираше пред него, 1000 му служија, 10.000 по 10.000 стоја пред него. Судот седна, книжните свитоци се одвиткаа или се отворија. На Бога му се потребни овие извештаи да едноставно, браќи и сестри, да сите ангели сватаат дека Бог е праведен, дека Бог не го помилувал Адам и Ева за својот грев кога направиле грев во Едемската градина, туку те испаштале за своите гревови. И ние денеска испаштаме, но знаеме дека Исус дошол за да не откупи. И секој кој ќе се покае, има шанси, има прилика повторно да се врати назад. Овде ќе има сведоци. Нема манипулација на тој небесен суд, нема подмитување. На тој небесен суд навистина ќе се суди според правилото, според законот што постои на небото. Зошто се овие книги? Уште еднаш да се запрашаме. Затоа што таму ќе бидат интелигентни суштества. Целото небо ќе го посматра тој суд. Сите создадени суштества. Тука ќе биде небесата порота на ангели, безгрешни созданија. И знаеме дека таму ќе биде присутен Исус Христос. Таму ќе биде присутен нашиот бранител, но ќе биде тука и нашиот обвинител. А кој е наш обвинител? Ѓаволот, тој постојано го обвинува човекот пред Бога. И вели, книгите се отворија. Подосна ќе го видиме и Јов. Ние знаеме дека сатаната го обвинувал Јова пред Бога, дека му служи од интерес, а не од љубов. Бог доброволно застанува пред суд. Замислите, Вселената ќе му суди на Бога. Тука ќе биде обвинет Бог, зашто бил толку милостив, бил толку неправеден. Значи, секакви обвинувања ќе има од страна на ѓаволот против Бога. Но, овие службени книги, небесни книги, едноставно на поротата ќе бидат потребни како основа да се преиспита и Божиот карактер. Тој ќе хули на Севишниот. Еве, го обвинува, значи Севишниот ѓаволот, Бога го обвинува.
и ќе ги сотрува светите на Севишниот, ќе помислува да ги измени времињата и законот, и светите ќе бидат предадени во негови раце за едно време, за две времења, за половина време. Очигледно, ѓаволот ќе покуша да го оптужи Бога пред целата вселена дека Бог е неправеден, дека Бог не е таков како што се представува. И затоа Бог ќе земе голем ризик, почитувани, на тој небесен суд да застане, да се суди неговиот карактер, дали е Бог таков како што го обвинува ѓаволот, или пак Бог е Бог на љубовта, Бог на милоста, Бог кој простува, Бог кој ги сака сите луѓе. Треба да приметиме дека ќе изговара големи зборови против Севишниот. Некој ќе подвигне оптужба против Бога. Кој е тоа? Тоа е сатаната. Тој ќе се подигне против Михаело, а Михаело е второто име за Исус Христос. И настана војна на небото. Михаело со своите ангели завојува против змевот, и змевот и неговите ангели завојуваа, но не устоја и не им се најде веќе место во небото. Значи, доаѓаме до една ситуација, на небото се случила војна помеѓу Луцифер и една третина на ангели кои се декларирале дека се на негова страна, и она другата група, 2/3 кои останале верни на Исуса Христа, на Михаело. Зборот Михаело на грчка, односно на еврејски, значи кој е како Бог. Само Исус е Бог, никој друг. Луцифер не бил Бог, зашто е создадено суштество. Исус е Бог и тој е вткаено во неговото име. Михаело на еврејски значи кој е како Бог. Тој рекол на своите ученици во една прилика: ако ме гледате мене, кого го гледате? Го гледате Отецот. И така Исус и неговите ангели се борили против сатаната и неговите ангели. Ова борба секако не била со пушки, со топови, со тенкови. Ова борба била борба на идеи. Зашто сатаната вели: Бог создал роботи и тие му служат како робот, а не од љубов. И Бог сакал да покаже дека сатаната не е во право. И затоа овде вели настана војна. Михаело со своите ангели завојува против змевот, односно против таа стара змија. Бог никогаш, почитувани, не се однесува како ѓаволот. Ѓаволот е лукав. На небото вели избива војна. Побунетиот ангел, наречен Луцифер, подигнува војна против Божиот престол, против самиот Христос. И знаеме дека змевот е символ на ѓаволот. Змеот не е толку силен како што се представува. И текстот вели: но не устоја и не ми се најде веќе место на небото. И беше исврлен големиот змеев, старата змија наречена ѓавол и сатана, која го заведува целиот свет, беше исврлен на земјата и неговите ангели беа исврлени со него. Ова е кулминација. Тоа е веќе крај. Бог морал така да изреагира. Иако е Бог на љубовта, но е и Бог на редот, на дисциплината. Сатанат имал доста време да се покае, доста време да размислува горе на небото, но ете сега му дошол крајот. И затоа сатаната сега ќе спрема нова стратегија на тој небесен суд да го оптужи Бога дека е неправеден. Дека е неправеден и дека не е тако како што се представува. И затоа тој ќе покуша доле на земјава таа своја идеја да ја пренесе на првите луѓе, на Адам и Ева. Бог ги предупредил во градината Едемска првите луѓе, првиот брачен пар, но сатаната одел до крај. По секоја цена да ги придобие нивните срца. И еве го текстот што вели во 1 Мојсеева 3 глава. Змијата беше полукава од сите полски животни што Господ Бог ги направи. Таа ја рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол не ќе јадете од ниедно дрво во градината? А жената ја рече на змијата: смееме да јадеме плод од дрвото во градината, само за плодот на дрвото што е среде градината Бог рече: не јадете од него и не допирајте го за да не умрете. Еве, ова е разговор, првиот чекор кон гревот. Првиот чекор кон гревот што Ева дозволила да разговара со сатаната. Таа не смела да разговара. Второ, си додала еден збор: не допирајте. Бог не забранил да се допира.
ova rečenica ili ove zborčine ги dodala Ева. Може би не размислувајќи целосно, таа го додала тоа. Бог рекол не јадете од него, но да не се допира не е Божја забрана. Тие може да го допират плодот, да се восхитуваат, да се радуваат, но не да јадат од него. И тоа било подобна точка да сатаната навали со сета своја сила. И текстот вели понатаму, и змијата ја рече на жената, навистина не ќе умрете. Туку Бог знае дека во оној ден, кога ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите. И вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто од злото. Вистина, Ева овде веќе паднала на тој испит. Сатаната го оптужил Бога пред првите луѓе дека нешто крие. Сатаната секојаш игра на таа карта. Тој така ќе игра и на судот, мислејќи дека и таму ќе успее повторно да го задобие, да ја задобие вселената, но нека има веќе прилика, нека има сила, зашто неговите дела се разоткриени. Тој всушност успел да ја прелаже Ева. Успел да го добие и Адам. И на тој начин, гледате, сатаната секојаш почнала со оптужби. Како што се вели, нападот е најдобра одбрана. Тој пред Ева го напаѓа Бога. Бог крие нешто од вас. Бог знае дека во оној ден кога ќе каснете од тој плод, ќе ви се отворат очите. Всушност, Ева ги отворила навистина очите и Адам, кога сгрешиле, но во негативен смисол. Тогаш приметиле дека нешто се случува со нив, со нивната облека исчезнала, нивната светост се повлекла и тие тогаш сватиле дека се грешни, дека навистина постанале непослушни кон Бога. Сатанските дела, почитувани, и денеска се слични. Не е ни чудо што сатаната во Библијата, во Новиот Завет е наречен како змија, оптужител. Сатан на еврејски значи оптужител, име што навистина му одговара. Тој ги оптужува луѓето. Тој ќе не оптужи нас еден ден на небесниот суд. И ќе зборува зборови или хули против Севишниот. Едноставно тоа му одговара на неговиот карактер. И затоа Бог ќе превземе одговорноста врз себе. На тој небесен суд, почитувани, Бог ќе застане да му се суди нему, не на тебе и на мене. Секако и нашите имиња ќе поминат, но во смисол тој ќе не брани, тој ќе застапува, тој ќе истапи напред ако ние сме се покаяле, тој ќе ги превземе нашите гревови врз себе. Еве Данило што вели. Во 7 глава од 9 до 10 известува дека пред да се врати Исус на земјата треба да заседава суд на небото. Дека книгите ќе се отворат, дека и лјадници небесни сушества ќе бидат присутни на тој суд на небото и каде самиот Бог ќе дозволи да му се суди. Значи Исус нема да дојде додека судот не заврши на небото. Бидејќи мора судот да донесе одлука кои се спасени, кои се изгубени. Тој суд сега веќе заседава. Ние знаеме според библиските пророштва дека тој суд отпочнал во минатото. Од првиот убиен човек, од Авела, и наваму судот заседава и книгите се отвараат, односно судот се ја врши својата работа. Исус кога ќе се појави утре на земјава, тој веќе ќе ги знае кои се спасени, а кои се изгубени. Ќе му се суди на Бога. Па што ако некои беа неверни, тој е текст од Новиот Завет, зар нивната неверност ќе ја укини Божјата верност? Далеко од тоа. Но Бог нека е вистинит. А секој човек, лажец, како што е напишано, да бидеш оправдан со своите зборови и да победиш кога ќе се суди. Тоа се зборови на апостол Павле. Едноставно, Бог ќе суди според правдата и според секако љубовта. Бог е љубов и единствен начин да ја докаже својата љубов, да му дозволи на Луцифер и на неговите побуненици и следбеници слобода да им даде, да го оптужат Бога и да се соберат и да соберат доволно докази на суд. Гледайте колко е Бог либерален, колко е Бог милостив и полн со љубов. Им дозволува на тие негови противници, време им дава да соберат доволно докази да го оптужат Бога пред целата вселена, но нека имат докази. Но Бог не може бесконечно да чека. И затоа Даниил, ако ја читате неговата книга, ќе видите тој нагласов или судот заседаваше.
Odredeno je vreme za Božjот posljednji sud. Nema to da odi beskonačno, toj sud. Ki ima svoj početok, ki ima svoj kraj. No Bog im dava, kako demokrat, pravo na sekogo da istapi na toj sud so dokaze ako ima. I zato Bog preuzema, počtovani, rizik da izleze na toj sud i da mu se sudi na golemi od Bog. Božjot portret ja otkriva ta vozvišena vistina. Naistina, od toj nebesen sud ke zavisi mnogo raboti. Osvetničkите napadi na Božjot karakter mora da bidat provereni i ispitani. Ništa nema dodi taka slučajno. Seke se ispitova, sekoj dokaz, sekoj prilog protiv Boga ili osuda ili optužba protiv Boga ki bide ispitana. Da li na tije optužbi protiv Boga treba da im se verova? Da li je Bog nepraveden bez ljubov i milost? No zato tuka je ta porota koja je ocenova. Božjot portret ja otkriva najvuzvišenata vistina. Može li vselenata da mu verova na Boga preko celata večnost? Da li Bog bil praveden v postapkite so padnatio čovečke rod i v postapkata su Lucifer? I zato Bog toj sud treba na toj sud da se odbrani sami od Bog, nego od karakter. Zašto satanata ga optužval Boga pred ostanatite svetio deka ne je praveden. I nije često pati go postavime to oprašanje, zašto Bog vedaš nego unišil satanata gore na nebot. Koga to bi go storil, Bog bi preuzел golem rizik. Ostanatite svetovi ili nepadnati svetovi živi suštestva bi mu služili na Boga od straf. I kaj njih bi bilo jedan golem prašalnik, zašto Bog go uništi, Lucifer ušte gore na nebotu. I zato Bog zel rizik da čeka 6000 godini da se razvije zloto kaj satanata i da go vidat site luge kakove toj satan. I zato ovoj sud je mnogo važan da se odbrani Božjot karakter pred celo to opštestvo. Bogu započnova sudski od proces se otvara, zapisite v knjigite i Bog se stava na proverka. Ne znam da se sekjavate za ovaj čovjek. Brevik od Norveška. 2011 godina. Sve ošte mi je vo sekjavanje, a i na vas. Mi je befme vo Holandija vo to vreme. Koga na televizija javija deka ubi 77 luge ka jedno jezero. Da li sekjavate? 2011 godina. Ovaj čovjek so puška ubi 77 mladi deca. To se sluči u juli 2011. godina. Sudot go osudil vo Norveška 21 godina robija. Mi bi rekli to je preblago, no može ki biti doživotno. To je sve ušte se žali, to je golema postapka. No, zašto go staviv? Ne da go slavime ili da go kudime, tuku samo jedna izjava što to je dal na sud. Evo što kažal. To je rekao дека судот не е легитимен да му суди во Норвешка. Но сепак последиците мора да ги сноси. Тој е сега во затвор, ако не го помилуват некоја година, но може да му досудат и доживотно. Едноставно, тој вели, јас не верувам во легитимноста на тој суд. Така дал изјава. Има бранители, има адвокати. Но, браќи и сестри, небесниот суд ќе биде верен. Небесниот суд секој треба да го признае, дека е легитимен. На Божиот суд ќе нема нечестност, ќе нема мито. На тој суд ќе се суди честно, зашто ќе му се суди и на самиот Бог, на неговиот карактер, дали е тако како што се представува или пак не. И затоа е многу важно тие записи да бидат верни и верни се, зашто ангелите небесни водат педантна евиденција и ги пренесуват настанието од ова земја горе на небото. Ние токму живееме во времето на судот, вели апостол Јован. Изборуваше со силен глас: бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд. И поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Ние живееме во времето на судот. Тоа не е закана за нас да влее страв во нашите коски. Не, туку тоа е време кога Бог ќе ја покаже фантастично својата голема љубов. Ова порака треба да допре до секој човек, до секоја жена, до секој човечко
суштество на оваа земја, дека живееме во времето на судот, кога Бог, полека, односно Исус Христос, кој ќе заврши тој процес на судење, ќе ја соблече својата облека првосвештеничка, ќе ја земе царската и ќе се упати кон нашата планета. Не треба ние да се плашиме од тој суд, дека таму ќе седеме на последната клупа во ходникот и ќе чекаме да ми дојде ред. Не, немојте да го замислувате небесниот суд како земниот суд овде кај нас што е во градот. Таму чекаш да те викнаат и те треперат нозете, се потиш како што рековме на почетокот. Не, тоа нема да биде таков суд, но сепак Исус ќе биде таму нашиот адвокат. Тој ќе не застапува. Тој ќе не брани, но мораме ние денеска да го повикаме Исуса во нашиот живот, ако сакаме таму да не застапува. Оди и провери ги моите книги, вели небесниот судија, Бог. Додека судот започнал со својата работа, а оптужбите се испитуваат. Се е откриено. Навистина, каква изненадувачка слика за Бога, судијата. Бог е судија, но и ќе му се суди на Бога. Зашто тука ќе биде проверен неговиот карактер, неговите постапки. Замислете, пријатели, ова е голема вистина што ја откриваме, а тоа е дека секој од нас ќе излезе на тој суд. Вистина е дека самиот Бог ќе стои поред тој суд, како би му се судило пред целата вселената. Пред целата вселена ќе му се суди на Бога, на неговиот карактер. И што уште да читаме во Откровение 20 глава 12 стих. И ги видов мртвите. Гледате сега. И мртвите кои се во гробовете ќе им се суди. Значи нивните имена ќе поминат. Не како да воскреснат тие, па душата им е горе. Не. И ги видов мртвите, Јован гледа, големи и мали, како стојат пред престолот и се отворија книжните свитоци и друг книжен свиток се отвори, книгата на животот, и на мртвите им беше судено според оно што е запишено во книгите според делата. И затоа треба да внимаваме што и како живееме, почитувани, додека сме живи на оваа планета, на оваа земја. Зашто сите дела, скрини, добри или зливи или текстот, Бог ќе ги изведе на суд. Понатаму читаме уште неколку текстови. И ви велам дека за секој празен збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Но со тоа не сум оправдан, туку Господ е тој кој ќе ме суди. Затоа не судете ништо пред време, пред да дојде Господ. Не е наше ние да судиме кој ќе биде спасен или не. Не е наше да судиме, тоа да го препуштиме на Бога, кој ќе го изведе, вели, на видело скриеното во темнина и ќе ги открие намерите на срцата, и тогаш секој ќе ја прими по фалбата од Бога. Понатаму го читаме следните работи, ќе ги кажеме. Бог, вели, ги зема записите и ги отвара пред поротата на вселената. Сатаната ќе собере доста материјали, мислејќи дека на тој начин нас ќе не оптужи пред Бога. Се приспитуваат сите детали, сите оптужби, дали се вистините. А Исус им вели, погледайте добро, ви отварам цела архива, може да ги претресете сите записи и оцените го мојот карактер. Јас ништо не сокривам. Гледайте колку е Бог демократ, почитувани. Колку е Бог полн со милост и со љубов. Тој ги отвара сите книги. Ние денеска сме гледани на светот, вели текстот. Павле вели, зашто ми се чини Бог не постави нас, апостолите, најпоследни, како осудени на смрт, зашто им станавме призор или гледка на светот и на ангелите и на луѓето. Значи целата вселена, безброј светови на живи суштества кои се безгрешни, ќе го наблюдуваат тој настан, број 1 во вселената, и ќе се види кој ќе победи. Дали ќе победи оптужителот или Бог, нашиот Спасител, Исус Христос. Бог и неговиот карактер. И навистина, читаме во Матеј, така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Татко кој е на небесите. Гледате колку е поврзан нашиот живот со небесниот суд. Ако сме добри, ако сме честни на оваа земја, ако во нашите записи горе на небото, во мојот регистар или во твојот се запишени само добри дела,
Тогаш вели ние ќе го прославиме таткото кој е на небесата. Ако нашиот живот е полн со лоши работи, полн со гревови, тогаш сатаната ќе има алиби да каже: "Ој Боже, не смееш да го спасиш, зашто не се покаял." И затоа, ако ние сме направили лоши работи, а сме се покаяле и Бог ги фрлил тие гревови во длабините морски, ние ќе бидеме чисти пред Бога. Колку сатаната да не обтужува, Исус ќе каже: "Крвта моја ги опра неговите гревови." Еве да се подсетиме што се случуваше со Јов. Во прашање била преданоста. Јов вели тој може да убие. Немам друга надеж, туку да ги оправдам своите патишта пред него. Сатаната знаеме што правил со Јов. Го обтужувал пред Бога. Меѓутоа, Јов не зна за тој разговор, таен разговор помеѓу сатаната и Бога, дека сега Јов ќе биде како експеримент во раците на сатаната, дали ќе остане верен до крај. Јов овде дава изјава дека само Бог може да му го одземе животот и да му суди, никој друг. Иако Јов се преиспитувал, а знаеме дека човекот не бил виновен. Гледав во ноќни виденија, еве сега одеме при крајот на овој суд, како што го гледал Данило. И ете на небесите облаци доаѓа како човечкиот син. Тој му се приближи на прадревниот и го доведоа кај него. На почетокот, сеќавате, читавме стих. Данило го гледа прадревниот. Види, книгите се отворија, судот заседаваше. Сега гледа друга слика, дека на тој суд доаѓа Исус Христос, човечкиот син, вели, и му се приближи на прадревниот и го доведоа кај него. Исус ќе дојде да не брани нас. Исус ќе дојде да не застапува нас. Нему му беше предадена власта, вели Данило. Честа на царството, за да му служат сите народи, племиња, јазици. Неговата власт е вечна власт и никогаш нема да помине. Неговото царство нема да пропадне. Интересно, на тој небесен суд, подоцна ќе видиме 2-3 фотографии, тука ќе бидат книгите отворени, ангелите, поротниците и нашите ангели, но тука ќе биде Исус Христос, кој ќе стави раката на твоето рамо и на моето. Тој нас ќе не застапува. Исус е нашиот бранител. Библијата вели дека Бог има свој народ, своји пријатели кои ќе поминат низ времето на неволи и ќе останат чврсти во верата кон Бога и неговата љубов. И затоа Јован вели: "А јас му реков, Господине мој, ти знаеш." И ми рече: "Тоа се оние кои доаѓаат од голема неволја. Тие ги испра облеките своји и ги избелија во крвта на јагнето." Јован гледа слика, го гледа минатото, кај што многу луѓе биле убиени ради Бога. Го дале својот живот, останале честни и верни. Тие, вели, ги опраа, ги избелија облеките своји во крвта на јагнето на нашиот Спасител Исус Христос. И затоа, почитувани, многу е важно како живееме денеска и да не се плашиме од тој небесен суд, зашто тоа ќе биде време на награда. Секако ќе има и време за суд, ќе бидат осудени оние кои не се предале во рацете Божји, оние кои не се покаяле и не застанале на негова страна. Текстот вели: "Јас сум патот и вистината и животот. Никој не доаѓа при таткото ми освен преку мене." Исус е тој Спасител. Исус е нашиот Спасител. Тој не спасува и тој ќе не брани на тој небесен суд. Џорџ Вашингтон, мислам дека еден од првите председатели на Америка, учествувал во завршната војна и станал председател. Некаде после 15 години од војната, еден војник кој толку паднал во сиромаштија, дори гладувал за да се прехрани. Бил бездумник, ја донел следнава одлука. Рекол: "Ќе се убијам, зашто не можам повеќе да живеам. Но пред тоа да го направам, ќе отидам кај председателот на разговор. Може би тој ќе ми помогне." И така дошол еден ден пред зградата, сакал да влезе, но чуварот не го пуштил. Едноставно цел ден се мотел, се вртел околу зградата, сакајќи да влезе кај председателот, но не успел. И така, кога стражот го вратил, додека поминал низ дворот,
Примите едно мало детенце, не знам колко, може 7, 8, 10 години, тука си игра во дворот, а момчето или детето му рекол: "Чичко, зошто си толку нерасположен? Зошто си толку натажен? Што се случило?" "Абе, дете, ти не можеш да ми помогнеш. Ма кажи ми, што е работата?" И човекот му се доверил на малото момче и рекол: "Сакав да отидам кај председателот да си ја кажем својата мака. Имам многу голема тешкотија и проблем." А потоа малото момче му рекол: "Не се секирај, јас ќе го повикам сега, Џорџ Вашингтон е мојот татко." И отишол заедно со него поред прозорецот и рекол: "Тато, отвори го прозорецот." А председателот Џорџ ја го отворил прозорецот и видел и рекол: "Човеку, зошто ти е мојот син? Што работиш со него?" А потоа му рекол: "Сине, дали е се во ред?" "Да, тато, се е во ред, но те молам веднаш да го примиш овој човек кај тебе на разговор во канцеларија." "Добро, веднаш ќе го примам." Бидејќи председателот немал појма што се случува надвор, стражарите го повеле и Џорџ Вашингтон му помогнал, го решил неговиот случај и тој бил задоволен. Почитувани, ова слика само ни ја покажува гледката што ќе се случи горе на небото. Да не се боиме од судот, како ова момче, ова дете, што слободно викнало преку прозорецот: "Тато, отвори!" Зашто тоа бил негов татко. Така да пред небесниот суд не треба ние да се плашиме, не треба да трепериме, зашто еве го тоа момче. Значи едноставно му помогнало на разочарениот војник да крене рака врз себе и овозможил средба со Џорџ Вашингтон. На небесниот суд гледате што ќе се случува. Ова е само една визуелна порака преку слика. Значи, тука е Божиот закон, тука се ангелите записничари, но тука е Исус Христос, нашиот бранител, нашиот спасител, и затоа не треба да трепериме кога ќе го слушнеме зборот суд, туку тоа е време на награда, време кога ние ќе се сретнеме со нашиот спасител, време кога ќе дојде сосема на крајот историскиот настан, Исус послови суд, ќе се приготви да дојде и да не посети, да биде секојаш со нас. Затоа Господ да ни помогне да сватиме дека никогаш не сме сами. И тогаш на небесниот суд, но и денеска, Бог е поред нас. Никогаш нема да не остави сами. Наше дали ќе ја пружиме својата рака кон Бога, дали ќе ја испружиме својата рака кон Христа, кој копне да биде со нас, кој копне да биде постојано, секојдневно во нашиот живот. И тогаш, кога ни е тешко, тој е поред нас. И кога сме радосни, тој е поред нас. Но понекогаш, на жалост, ние не го приметуваме. Господ да ни помогне и да не благослови и да сватиме дека наскоро ќе дојде Христос, ќе направи крај на сите оптужби од страна на ѓавот. Наскоро Исус ќе дојде и ќе ни овозможи еден нов живот, живот вечен, кој ќе има почеток, но ќе нема крај. Дали сакате да бидеме во таа група на спасените? Јас сакам, а верувам дека и сите ние кои сме присутни овде. Господ нека ни помогне и нека не благослови тоа да го доживееме. Амин.